Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник, точно во 17:10, сме тука за да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и во оваа емисија, ќе говориме за високиот крвен притисок. Одговорен доктор на оваа тема е доктор Круме Наумовски, кој што е специјалист интернист и ни доаѓа од приватната ординација Атик Кор, која што се наоѓа во центарот на Скопје, во близина на грчката амбасада. Меѓутоа, пред да го поздравам одговорниот денешен доктор за денешната тема, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен токму на оваа тема за крвниот притисок, за високиот крвен притисок, а потоа ќе се вратиме во студиото да ја започнеме и денешната емисија. Хипертензија или висок крвен притисок е хронична медицинска состојба во која крвниот притисок во артериите е покачен. Поради ова покачување на притисокот, срцето треба да работи понапорно за крвта да може да циркулира низ крвните садови. Крвниот притисок има две вредности – систолен и диастолен притисок, кои зависат од тоа дали срцето е контрахирано или релаксирано. Нормален крвен притисок во мирување е од 100 до 140 кај систоличниот и 60 до 90 кај диастоличниот притисок. Постои присуство на висок крвен притисок, доколку притисокот е постојано 140, 190 или повеќе. Хипертензијата е класифицирана како примарна хипертензија или секундарна хипертензија. Околу 90 до 95 од случаите се категоризирани како примарна хипертензија, што значи висок крвен притисок без очигледна медицинска причина. Други состојби кои влијаат на бубрезите, артериите, срцето или ендокриниот систем се причина за останатите 5 до 10 од случаите или секундарна хипертензија. Хипертензијата е главен ризичен фактор за мозочен удар, миокардијален инфаркт, срцев удар, срцева слабост, аневризма на артериите, периферна артериска болест и е причина за хронична бубрежна болест. Дури и умерено зголемување на артерискиот крвен притисок се поврзува со скратен животен век. Промени во исхраната и начинот на живот можат да ја подобрат контролата на крвниот притисок и да го намалат ризикот од поврзани здравствени компликации. Но за луѓе кај кои промените во начинот на живот се неефикасни или недоволни, потребен е медикаментозен третман. Кај лицата на возраст од 18 години или постари, хипертензијата се дефинира како систолен или диастолен притисок кој постојано е повисок од прифатената нормална вредност 139 со 89. Доколку вредностите се добиени од 24-часовен или амбулаторен мониторинг, прагот се снижува. Исто така, неодамна се создадени меѓународни упатства кои создадоа категории под опсегот на хипертензија за да укажат на континуум на ризик со висок крвен притисок во границите на нормалниот. Ретко кога хипертензијата покажува какви било симптоми и обично се идентификува преку скрининг или кога се бара грижа за неповрзан здравствен проблем. Некои луѓе со висок крвен притисок се жалат од главоболка, особено во задниот дел на главата и наутро, како и за шеметеност, вртоглавица, звонење или зуење во ушите, пореметен вид или несвестица. Хипертензијата е најважниот фактор на ризик за предвремена смрт ширум светот, што може да се спречи. Таа го зголемува ризикот од исхемична срцева болест, мозочни удари, периферна васкуларна болест и други кардиоваскуларни болести. Хипертензијата е фактор на ризик и за намалена когнитивна функција, деменција и хронична бубрежна болест. Високиот крвен притисок се диагностицира кога пациентот има постојано висок притисок. Традиционално, диагнозата бара 3 посебни свигоманометарски мерења во интервал од по 1 месец. Бројот на луѓе кои што имаат хипертензија, а не се ни свесни за тоа, е прилично голем. Потребни се мерки за целата популација, за да се намалат последиците од високиот крвен притисок
и да се минимизира потребата од лекови против хипертензија. Пред воведување терапија со лекови се препорачува промена на животниот стил за да се намали крвниот притисок. Ефикасната промена на животниот стил може да го намали крвниот притисок колку и некој лек против хипертензија. Со комбинацијата на повеќе промени на животниот стил може да се постигнат уште подобри резултати. Светската здравствена организација призна дека хипертензијата или високиот крвен притисок е главна причина за кардиоваскуларната смртност. Да, токму поради фактот дека навистина високиот притисок и како знае да предизвика проблеми со здравјето, особено со срцето и мозочните удари, за кои што нели во продолжение доктор Нумовски ќе ни каже нешто повеќе. Одбравме денес да говориме на оваа тема и уште повеќе што ова променливо време кое што ни се случува сега и мислам дека и тоа е плюс ризик фактор кој што допринесува да имаме вариабилен притисок. Доктор Нумовски, благодарам што денес сте во ваш термин повтор пат и драго ми е што ќе говориме на оваа тема. Благодарам и на вас и мене ми е драго што присуствувам во вашата емисија. Ви беше прекрасен прилогот и баш ќе ни олесни за да им објасниме на гледачите за високиот крвен притисок, како да се третира, како да се внимава, како да се распознае, или како да навремено делуваме за не дојде до тие несакани последици и ефекти од крвниот притисок. Така, тоа беше краток прилог од 5 минути, каде што се обидов се да ставам, нели? Баш беше во него, меѓутоа ние затоа се ќе поразговараме за сите детали кои што се во прилогот. Да започнеме првин со тоа што представува високиот крвен притисок, да ни објасните што е хипертензија. Значи, хипертензија представува состојба во која што зидот на крвните садови изграден од неколку слоеви. Значи, мускулните делови од зидот на крвните садови, место да бидат опуштени, се во, да кажем, во некој вид на стегнатост, значи во некој вид на тензија. Значи, самиот збор го кажува, нели, хипертензија. Значи, тензијата на мускулните делови од крвниот сад прават да тој не биде опуштен и да прави понатамошни компликации и проблеми. Хипертензијата се дели на примарна или есенцијална хипертензија. А што значи тоа во превод? Значи дека недостига органска причина за притисокот, недостига болести за разлика од секундарниот тип, каде што има болести на тироидната жлезда, може да е хипертироза, причината може да е стеноза на бубрежната артерија, може да е тумор на надбрежната жлезда и други. Кога постои некој ризик фактор од некој друг проблем. Тоа е оние 10% од, да кажеме, другиот вид на секундарна хипертензија. Примерната или есенцијалната хипертензија е генетски условена хипертензија, да кажеме, и е наследна и зависи многу од стилот на живот. Зависи од многу фактори, да речеме, зависи од тоа од физичката активност, дали сме во тренинг, дали сме од зголемената физичката жина. Зависи исто така од дали пушиме, нели, од повеќе фактори и од нормално стресот како број еден причинител за појавата на хипертензијата. Сега, работата е што повеќето од луѓето не го чувствуваат притисокот и не го чувствуваат и случајно го откриваат и може тоа некој да биде касно. Затоа треба навремено, сега во денешно време нели е достапно да се измери, да се отиде кај матичен доктор, да се провери нели притисокот. Па добро, можеме и дома сами исто да се проверуваме, ако има во фамилијата некој од родителите со притисок, нели со срцеви заболувања, треба помладите да ги натера да си го проверат крвниот притисок на време, за да не би дошло до тие несакани последици. Така, значи горен, систолен или долен, диастолен, така некако практично би му дошло. Значи
во некоја рамка би требало да се движи од 140 до 90. Меѓутоа, во прилогот исто се напомена дека ако континуирано е 140 со 90, тогаш е веќе висок, меѓутоа ми се чини дека имаме гледач од режија ми ја убават, па да го вклучиме, па ќе продолжиме. Повелете, дали се слушаме? Да, ало? Повелете. Добар ден. Добар ден. Гордана на телефон. Повели, Сакам да го поздравам доктор Крумен Наумовски. Така, Јас сум Благодарам. негов пациент, не само јас, него и целото моје семејство. така. Иначе пред тоа се лечевме кај неговиот татко, професорот Наумовски. Многу задоволни и голема благодарност до доктор Крумен Наумовски. Поздрав, се најубаво. Дали имате некое прашање? И да ве гледаме. Така. Молам? Дали имате некое конкретно прашање во однос на темата? На темата јас кај него сум пациент, задоволна од терапијата негова, супер сум, добра сум, ги поздравувам сите пациенти, Така. и од професорот Наумовски, и од доктор Крумен Наумовски, да почнат да си доваѓаат, затоа што на многу други им кажувава дека се преселил Атикор. Атикор не е преселен и апелирам на сите пациенти што си безме да си доваѓаат кај доктор Наумовски Круме. Голем поздрав. Ви Се благодариме. најубаво. Благодарам и на вас. Ви благодарам за Благодарам. поздравот до докторот. Се надевам дека нели ќе и понатаму ќе бидете негов пациент и сите оние проблеми кои што ќе си ги имате со здравјето, ќе се обиде доктор Наумовски да ви ги санира, односно да биде тука за вас. Да објасниме во однос Так. на тоа систолен, диастолен, Систолен, дали така. ако континуирано притисокот е 140 Так. со 90, веќе може да се каже дека ние страдаме од висок притисок или Вака, според градацијата Така. на притисокот постојат три типа: лесен, среден и тежок, нели, лесна, средна и тешка форма на притисок. Кога веќе доаѓа притисокот 140 со 90, значи дека веќе почнува да оди кон горната граница. Значи до 145 со 90. тоа е нешто што е дозволено. Да, Добро. до таа граница притисокот не остава последици по организмот, е докажано. Но ако континуирано веќе е 90 долниот, тоа укажува веќе дека почнува да се јавува повеќе диастолниот, долниот. Тоа е максималната граница. За горниот исто 145 е горна граница. Сега, лесната форма е да речеме до 160 кога е систолниот, а диастолниот кога доаѓа до 95, да кажеме до Така. 100. Средната форма е кога доаѓа систолниот до 180, а долниот до 110, а тешката форма е кога оди до над 180, 200, а диастолниот кога се качува над 110, 120. Така да тоа е малигна хипертензија која што треба веднаш да се интервенира за да не би дошло до пукање на ѕидот на крвниот сад или до некаква компликација и затоа нели тие кои што го почувствуваат тој екстерно висок притисок треба веднаш да се интервенира или да се напијат нитропрепарат под јазик, нели? Тоа ќе го раскажеме нели покасно кои лекови за терапијата, да. Или треба да на доктор во првата амбуланта, нели, за да им се даде или некој лек за мокрење или нитропрепарат за да се спушти притисокот, со тоа што не би патил организмот понатаму од тој висок, екстремно висок притисок. Да, но обично кога вие нели кај вас ќе дојде некој пациент, ќе ви кажем докторе, мене ми се покачува притисокот и така натаму. Претпоставам дека вие одма веднаш не му давате таблети нели како терапија за притисокот, меѓутоа се надевам дека верувам дека има некоја рамка која што е воведена да се следи неколку дена, па да се мери, па ако континуирано е навистина голем притисокот, тогаш веќе се одредува дека еден пациент страда од висок притисок и му се одредува терапија? Така, значи прво пациентот го следиме, нели прво го прашуваме нели дали колку често го проверува притисокот како и пулсот, нели е варијабл. Така, ми се чини дека имаме гледач, ајде да го вклучиме повторно. Добро вечер, добар ден, односно повелете. Добар ден. Повелете. Дали се слушаме? Ало? Повелете. Добар ден. Добар ден. Соня Маневска е поред телефона. Ја би да поздравим младог доктора. Така. Пошто код професора сум се лечила на време. И многу сум задоволна. Као пациент била и од професора, кој е фантастичен бил.
некој ме лака земе. Ајде вака сега некое прашање поставете да не биде сега дека само нели еве го поздравувате докторот. Еве некое прашање чисто Па ја користим негову терапија редовно. Добро. Задоволна сум многу. Некое под прашање во однос на тоа дали нешто плюс за да ви појасни докторот еве кога веќе се јавивте. Па сад веќе ја пошто идем код него и пациент сам му, али стварно се хотела да го поздравим и јавно да се захвалим и младом доктору и старом доктору и стварно немам речи без похвали. Ја нисам одавде, моментално сум ту, меѓутоа долазим код нив на лечење. Добро, ви благодариме. Ете, Хвала многу, поздрава докторе. Ви благодариме. Имајте убав ден и добро здравје. Доктор Наумовски, до каде стигнавме? Стигнавме до лекарствата. До тоа како се диагностицира, диагнозата, така. Диагнозата се вака, затоа што кажавме има група која што го чувствува притисокот и група која што не го чувствува. Оние кои што го чувствуваат притисокот имаат симптоми од типот на главоболка, вкочањето во вратот, неможност да земат длабоко воздух, зашеметеност, нели, може да имаат некој друг несакан ефект, да речеме вртоглавици и така. Значи тие што ќе почувствуваат и ќе го измерат, нели, да кажеме ќе видат дека притисокот дошол до граница и доаѓаат веќе да се консултираат. Сега, што се случува кај тие пациенти? Ако треба да се даде терапија по потреба, им даваме терапија по потреба. Секогаш гледаме со што помалку терапија да имаме резултат. Односно, што значи тоа? Тоа значи дека пациентот треба да го пратиме неговиот стил на живот. Значи, пациентот за хипертензијата особено се битни три најбитни фактори. Тоа е помалку внесна натриум, значи односно сол, и тоа поготово во пролет и во есен, кога нели температурните и така варираат и надворешниот притисок варира, нели тогаш се потенцира тоа варирање на притисокот, значи пролет и есен се покритични, значи тогаш треба баш да обрнеме посериозно внимание. Втората работа е да биде сонот ноќно време, значи тогаш нели се лачи хормонот за раст, се регенерира целото тело, се опоравува организмот од сите, да кажеме, стресови. И третата работа е редовното спортување, односно движење, а кај постарите луѓе препорачуваме пешачење. Што повеќе пати во неделата да излегувате пешачат и тоа да кажеме да биде подолго пешачење, да не биде она кратко пешачење или да кажеме многу има луѓе кои што работат физичка работа, но бидејќи се фокусирани, мозокот им е активен, викаат ја цел ден сум во движење, тоа е супер. Секој движење е добро за човечкото тело, нормално не претераното, но сепак кардио вежбањето, да кажеме возење точак или пешачење на долги стази или брзото одење или трчањето, се значи тие вежби кои што по природен пат го релаксираат нервниот систем и по природен пат да кажам се изфрла на натриумот преку потта и по природен механизам се релаксираат крвните садови и се регулира многу полесно притисокот кај тие пациенти кои што нели немаат прекумерна тежина, кои што редовно спортуваат, кои што внимаваат на солта во исхраната и така, тие се едни како клучни фактори во стилот на живот на кој што треба да обрнеме внимание. Доктор Наумовски, сам се чини дека кажавме во однос на тоа како нели би требало да го регулираме и што треба да правиме за да нели немаме висок крвен притисок или пак да се справуваме со притисокот. Меѓутоа, како што кажавте и на почетокот, секундарниот, нели, примарен и секундарен. Така, од органска причина. Дали понекогаш кога веќе ќе треба нели некои додатни испитувања да се направи, за да видите дали има некој пак друг проблем кој што го иницира притисокот, што обично прават вашите пациенти? Сите испитувања ги терате да ги направите? Најдобро би било кога откриваме притисок дали е есенцијален или е секундарен, односно од органска причина, да се проверат сите органи. Прашувате дали имаат некој проблем или пак? Сите органи. Нормално анамнезата е многу битна. Значи, што подолго разговарате и што повеќе соработува пациентот, тоа повеќе му олеснува на докторот да дојде до добриот заклучок.
до правата диагноза. Значи прво најдобро би било да се провери нели тироидната жлезда, да се исклучи како причина, потоа нели се прегледува срцето, па потоа се прегледуваат бубрезите, нели да нема случајна стеноза на тие бубрежни артерии кои што би можеле да направат нели скок на притисокот, потоа се гледаат надбубрежните ложи дали има тумор на надбрежната жлезда, така да кажеме, или некоја таква причина, да. И кога ги отстраниме сите причини органски за појавата на крвниот притисок, го етаблираме како есенцијален, односно примарна или есенцијална хипертензија, кога недостава со органска причина за Значи, ако нема некој друг проблем, како што напоменавте, тогаш давате таблетарна терапија за притисокот и препорачувате на некој начин можеби промена на исхрана и физичка активност. Да, ако да речеме во средна група, ако во лесната група може да биде терапијата по потреба, само инцидентно, ако во таа средна група даваме медикаментозна терапија. Сега има повеќе типови на лекови, нели може да ги наброиме лековите. Нема потреба сега од лековите, чисто само понатаму да ве прашам дали после одреден период може да се исклучи терапијата или пак до животно се пие. Видете, есенцијалната хипертензија, значи најчесто е состојба. Така да кажам, ако еднаш веќе се појавила, значи треба да се внимава до крај на животот. Но зависи од, како што кажав, ако има некој прекумерна тежина, ако ослабе 10-15 килограми, ако почне да пешачи редовно, може и да не му треба терапија. Но на некој може со минимална терапија да помине. Да кажеме, многу од лековите за хипертензија не се ни толку штетни, да кажам, за разлика од други групи на лекови кои што се штетни по организмот и по хепарот и по бубрезите. Да кажам, овие лекарства во однос на тоа колку самиот притисок прави штета, лекарствата се, да кажам, занемарливо нештетни. Така, значи подобро да се напиете таблета, да, подобро да се напиете таблета, да. Малце кај нашиот народ има стигма, не пијам апчија, не сакам, не сум пиел до сега, нели се чувствува добро, и поготово и оние што не го чувствуваат, нели се чувствуваат добро, имаат нели сила, висок им е притисокот, се осеќаат јако, и викам, не пијам терапија, но не пијат и се додека не се случи нешто за да, нели, што викаме да се појави некоја не сакана причина, да, за да се лекува, па понатака се лекуваат и тоа зимаат редовно. Така да треба да се послуша советот од лекарот и да се пие терапија каде што треба да се пие, нели, оние кои што треба да пијат лекови треба да пијат и не треба да го да напоменам дека уште еднаш дека многу се понештетни лековите отколку самиот притисок, колку штета прави по сите органи, срцето, мозокот, бубрезите, крвните садови, како што беше во прилогот баш убаво опишано и визуелно видовме, нели. Така. Сега кога имаме гледач, ајде да слушнаме кој се јавува. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Да го поздравиме докторот, нашиот доктор, што не лекува фамилиарно. Така. Докторе, дали може малку да ни објасните за екстрасистоли? Да. За екстрасистоли? Да. Тоа екстрасистоли, за тие што не знаат, во превод значи, во буквален превод би значило прескокнување на срцето или појава на аритмогено, да кажеме, несинхронизирана работа на срцето. Екстрасистолите може да бидат предизвикани од повеќе фактори, нели? Може да бидат предизвикани од анемија, од зголемена или намалена функција на тироидната жлезда, може причината да е механичка, ако е диафрагмата, да кажеме, повисоко поставена, па механички притиска на срцето и го пореметува тој срцев апарат, да кажам, струјата на срцето. Еве, како ова струја, што поремети сега, се шалам малку да се нашалиме. Екстрасистолите се лекуваат, како и се друго што се лекува, нели, зависи кој тип на екстрасистоли се, пошто постојат, нели, предкоморни и коморни екстрасистоли, треба да се види зашто се појавуваат,
нели вие дали имате често, може да ми кажете или често? Па да, во последно и дали време пиете имам терапија? често. Иначе ме лечите од висок крвен притисок, значи доаѓам кај вас. Добро. Благодарам многу за се, но во последно време имам екстрасистолита после јадење. После јадење, добро. Значи дали сме разговарале за диафрагмата, дали ви е повисоко поставена? Повисока ми е поставена, Повисоко ви е поставена. Значи кај луѓе со повисок строеж на диафрагмата советуваме нели почести помали оброци и за да не биде механички притиснато нели срцето, затоа што срцето буквално лежи над влезот на хранопроводот и во желудникот, така да кога би се прејалили, ако имаме надуеност на стомакот, механичка причината за механичкиот притисок на срцето го предизвикува најчесто предизвикува појавата на екстрасистоли. Значи кога се ретки екстрасистолите, нели некогаш даваме лек по потреба, ако се зачестени даваме секојдневна терапија, нормално зависи од типот на екстрасистолите и индивидуално зависи од личност до личност, да кажеме. Еве се надевам дека ќе нели повторно ќе се видите со доктор Нумовски, па и ќе ги допрецизирате работите. Имаме уште еден гледач на линија, да слушнаме кој се јавува. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам враќање до докторот. Повелете, ве слушаме. Лани прилежав тежок ковид, благодарение на него и неговата диагноза. Високиот крвен притисок не го регулираше. Со таблетите не би, но сега тоа пазно качува долу од некаде до 90%. Дали треба да направиме контрола или е нормално овие промени временски? Вака, дали може само вака да ме послушате малку, да го намалите тонот на телевизорот, бидејќи се создава фонија и не ве слушате? Да. Добро, ајде сега уште еднаш кажете, значи сте имале ковид, би го регулирал докторот притисокот? Повторно имате сега висок притисок? Мали знае да се качи до 95-100. Добро. Со терапија сум благодарение на докторот со Небилек. Добро. Ја пијам редовно терапијата. Дали е нормално да ми биде толку? Значи се уште ви е 90? Да некоја контрола кај вас. Вака, значи рековте долниот ви се качува над 90-95, а пиете не билет, така? Не билет по половинка на ден. По половинка. Од колку милиграми пиете, извинете вака? Од 5 или од 2,5? Од 20. Како? Од 20. Од 20? Да. Од 20 милиграми половина пиете? Така. А дали сте пиеле некој примарен лек претходно, Енап, Скоприл, Лозартан, некој лек конкретно за притисок? Енап. Добро, имавте несакани ефекти од Енапот или зашто го променивте Енапот? Или не ви даваше резултат? Не даваше резултат. Добро, и со небилетот, значи, не сте задоволни? Во овој период знае да се качите 95. Добро. Значи инцидентно ви се качува над 90. Да. Дали додавате некогаш четвртинка, половинка од небилетот и дали го комбинирате со уште некој друг лек? Не, знам да земам уште четвртинка од небилет. Добро, и тогаш дали се средува притисокот? Тогаш се следува, да. Добро, а дали внимавате на внесот на сол во организмот? Поред вашите совети се придржувам. Како Благодарение извинете? на вас после ковидот и вашите совети Добро, ве слушам Така. и ги почитувам. добро. Важата, физичка активност, помалку сол, Така, пешачење. пешачење. Добро, одлично. Во ред, треба се да надевам направиме дека ќе на редовната контрола ќе доразјасниме како ќе го регулираме понатака, нели? Може да се искомбинира со уште некој лек, ако сте имали несакани ефекти од Енапот, може да се искомбинира, има
еден да кажам мал милион лекови за притисок, така да ќе го средиме, нема да биде никаков проблем. Дојдете слободна контрола. Добро, имаме уште еден гледач ке го вклучиме Добро, и ви благодарам ќе многу, мора докторе. да Ништо. привршуваме емисијата. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Дали се слушаме со гледачот? Да. Ајде, повелете. Снежана на телефон. Па би го молела докторот Наумовски, ако може, прво да ми каже број и каде се наоѓа неговата ординација. Бака, и би сега- го сакала да Добро. поставам прашање. Бака- Јас имам перикард Добро. и сега, например, пролет кога доваѓа, кога се менува времето, променливо, облачно, кога врне, мене притисокот ми се покачува. Добро. Така, Сега, ако може да ми објасни вака. нешто околу перикардот. Добро, ви Јас го благодариме. добив него после прележан грип. Добро. Така. Ви благодариме на прашањето со оглед на тоа дека немаме уште многу време. Во однос на тоа каде се наоѓа, негде во близина на грчка амбасада во центарот на Скопје, меѓутоа заради одредени нели А телефон, дали ќе да. може да ми... ќе може да ви дадеме после емисија заради одредени нели правила, не смееме да го кажуваме јавно телефонот, нели такви се правилата, меѓутоа сите Добро. оние кои што не следат, веќе од Добро. утре, сите кои што не следите, значи кои што сакате да стапите во контакт со доктор Наумовски, веќе од утре во нашата телевизија кај нашата секретарка ќе можете да се јавите да го добиете бројот и да си закажете преглед. Може така? Голема благодарност, поздрав. Ви благодариме, многу убав ден и чувајте се, имајте добро здравје. Доктор Наумовски, перикардит? Вака, перикардиумот е обвивката на самото срце и тоа има улога да го држи срцето во една убава средина, да кажеме срцето нормално, спонтано да работи, нели сега после јаки настинки, после тешки вирози, после ковид, нели минатиот како што и се случуваше, така, се знае да се задебели самата обвивка и некојаш знае да го стега срцето, тоа е по-комплицираната варијанта, но тоа задебелување знае да дава симптоми, како што кажа пациентката во пролет, во пролет кога се менува времето и се да кажеме како ревматските симптоми. Кога се менува надворешниот притисок, знае да се јават болките, најчесто се тие болки во мирување. Во мирување таа ја викаме нестабилна ангина, кога не е во напор, е да кажеме безазлена и нели пациентката ја објаснет ако дошла кај нас дека перикардиумот освен што прави непријатности може да направи баш страшни симптоми, стегање, бодежи, притисок во градите, да кажеме не опасен по природа, но сепак треба да се направи доиспитување коронарен стрес тест. Дали се пие некоја терапија за перикардит? Не, може да ако е јака болката евентуално да се спречи со некој аналгетик, но за да се докаже дека е болката од перикардот, треба да се направи еден коронарен стрес тест да се исклучи дека не е болката од запушени крвни садови на срцето. За да сме нели да се биде расчистено чисто дека болката од перикард. Немаме уште многу време, а би сакала уште две работи да кажеме. Со оглед на тоа дека бевме нели 2 години во ковид пандемија, а исто така и оние кои што имаа ковид, имаа покачен крвен притисок и после ковид симптомите се значи поврзани и со високиот притисок и со проблемите со срцето и така натаму. Дали имавте вие пациенти кои што еве во изминатиот период ви се јавуваа со пост-ковид симптом околу високиот притисок? Имавме и такви случаеви, значи повеќе, но за досегашното искуство највеќето од пациентите пост-ковид имаат да кажеме хронични ревматски симптоми, а поретко имаат да кажеме покачување или варијации на притисокот. Но да речеме кога ќе почнат силно да кажеме да ги стегаат градите или колената или зависи кој дол или бубрез или значи тоа беше пост-ковид проблем, пост-ковид ако нели се појача стресот во организмот, тогаш и по дефолт да кажеме и притисокот знае да се дигне паралелно со тој нели со таа да кажам ангонија во која што се наоѓа пациентот, така да
знае некогаш паралелно да се покачи со другите симптоми. Кај оние кои што имале тешка пневмонија, да речеме со тешки последици од ковид. Така да инаку во принцип до сега само да кажеме притисок да се покачува пост ковид, до сега немаме некои големи искуства. Така. Понатака ќе видиме, ќе видиме и станува збор за проблемите со срцето? За срцето као што зборував минатата емисија, као што кажа пациентот, прави заболување на тироидната жлезда, може ковидот да предизвика на секој орган, нели, фиброза на плуќата, како систем, буквално како секое системско автоимуно заболување, болест на срцето, воспаление на ендокардот, на миокардот, на перикардот, може да ги оштети бубрезите, така да ковидот не бира, да речеме кој орган ќе го таргетира, така. Претпоставам и дека е индивидуално, кај секој различно. Да, индивидуално, баш така, зависи од имунолошкиот одговор. Кое годишно време има ли сега ова што ни се случува еве изминатиот период, значи имавме топло, па после малку залади, па врнежливо време, па сега имаме пак високи температури. Влијае ли ова време во овој период кој што го имаме на покачување на крвниот притисок? Влијае, значително влијае. Кај хроничните пациенти со покачен крвен притисок, да кажеме во некоја средна група на години 50 или по одминати 60-70, да кажеме, секоја промена на времето знае некојаш да направи варијација на притисокот, но за тоа треба да се почитуваат оние совети кога се менува времето, да се избегнува, да се избегнува, да се внесува, да се јаде повеќе салата, или да се внесува доволно избалансирана исхрана со доволно калиум, магнезиум, цинк и помалце натриум. Така да тоа е тоа. Треба еден стил на живот за да притисокот не остава последици и нормално редовната терапија да се зема. Така. Тука сме некаде на самиот крај. Се надевам дека сето ова што го говоревме во однос на високиот притисок ќе им користи на нашите гледачи. Меѓутоа, ме интересира вака никако како за крај да сумираме дали можеме да кажеме дека и високиот притисок, како впрочем и за сите проблеми со кои што се соочуваат нашите гледачи и граѓаните воопшто, дека некако границите се поместуваат. Можете ли тоа да го констатирате, еве, како крајен заклучок, дека навистина уште повеќе треба да се грижиме заради За жал, брзото темпо на живење, стресот во денешницата, криза, короната... Се поместуваат ли границите за високиот крвен притисок? Се поместуваат, например, луѓе кои што имаат генетика или имаат притисок и таткот имал и мајката, има, да кажеме, ген за наследен притисок, порано би се појавил кај на 60-та година, сега ќе се појави, да речеме, на 50 или на 47-8 години, затоа што многу е брзо темпото на живот, нели? Не живееме во... Кој бил најмладиот пациент кој што имал висок крвен притисок и на кој што сте му дале терапија? Може и од органска, ако е секундарна хипертензија, може и да биде млад дете, да кажам, да има хипертензија, ако има нели стесните бубрежни артерии, така да. Причина, добро. Да, но за среќа немаме млади пациенти и тоа не радува. Нели така треба да биде. Така треба да биде, дали ги лекуваме, да се биде со годините, со текот, со редови, да се добиваат проблемите кога веќе навистина еден пациент или еден граѓанин ќе дојде во некоја возраст кога навистина веќе се случува некоја промена и како што кажуваме во секое издание дека проблемите со заболувањата како стари организмот, така нели и се јавуваат сите одредени проблеми. Меѓутоа, за да нели бидеме доволно информирани, ние денес информиравме што се значи висок крвен притисок и за сите оние кои што можеби имаат некој ваков проблем, почесто да си го мерат крвниот притисок, да се консултираат со нели нивниот доктор кој што ги следи или пак оние кои што можеби ќе ги почувствуваат оние симптоми за кои што говоревте во однос на главоболката, во однос на стегањето во позади на вратот, вртоглавица и така натаму, да си го проверат притисокот и ако им е покачен, сепак да појдат на лекари да се исконсултираат. Доктор Наумовски, јас ви благодарам за денес. Еве, се надевам дека
соработката, нели, секогаш е добра кога ја имаме, па во некое следно издание можеби ќе проговориме за некоја друга тема. Благодарам многу за денес. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, толку во ова денешно издание на Ваш термин. Се надевам дека не следевте до крај. Ве оставам во добро расположение, имајте добро здравје, чувајте се, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.